Не може да се има квалитетна и квантитетна навивачка група, ако нема квалитетна игра на теренот, рекоа се имените на состанокот кој по иницијатива на полициската станица Кочани беше свикан и на кој присутни беа представници од полицијата, од раководството на градскиот фудбалски клуб Осогово и од навивачката група. Целта на состанокот е потикнување на соработката помеѓу полицијата и членовите на навивачката група, од аспект на создавање на услови за безбедност на одигрување на спортските надпревари, како и градење однос на меѓусебна соработка и доверба. Присутните беа запознаени со законските регулативи што ја третираат оваа проблематика, пред се законот за спречување на насилство и недостојни однесувања на спортски надпревари. Инспекторот Хаджи Паунов воедно упати апел до сите граѓани кои што би присуствувале на спортска манифестација, како треба да се однесуваат. При влегување во спортскиот објект, истите не носат со себе алкохол, односно пред и за време на одржувањето на надпреварот не конзумираат алкохол, потоа да не носат со себе предмети со кои што би можеле да повредат некој друго лице или пак да не носат со себе опасни орудија со кои што би можеле да го нарушат јавниот ред и мир, да не носат со себе транспаренти со непријатна и вулгарна испишени со непријатна и вулгарна содржина и посебно транспаренти кои што повикуваат на верска омраза и нетрпеливост. Сејмените го поздравија состанокот инициран од полицијата, но дадоа и своји забелешки. Прво што сакам да кажам е дека во името на навивачката група даваме целосна поддршка на Горан Николовски Турчин, момчето кој е минува низ многу тежок период од навивачката група Сејмени. Ние сме тука секогаш кога треба за соработка и да му помогнеме. Навивачката солидарност е пред се на прво ниво кај навивачките групи. Нагласивме неколку проблеми, како што инфраструктурата на стадионите со која се соочува целата држава, немањето на доволно услови за време на полувреме, односно нечиста требина, немање на вода и ред други работи. Ова прилика сакам да искористам да апелирам до општината Кочани, градоначалникот и до другите релевантни лица, да престанат да го тероризираат спортот во Кочани и да преземат некои поголеми, односно соодветни активности да го кренат спортот скалило повеќе, затоа што моментално се наоѓаме на самотно дно, а навивачката група Сејмени играат Кочани знаат што значи спортот во Кочани, затоа што во почетокот и средината на 90-тите Кочани е важен за еден од најспортските градови во регионот и пошироко, и во истиот тој период навивачката група Сејмени е била една од најдобрите во државата. Како главен виновник сакаме да потицираме општината пред се заради нејзиниот однос кон клубот, затоа што и ние бевме овде во клубот и сега знаеме како е управниот одбор се соочува со истите проблеми, односно немањето на финансиска поддршка. Сејмените како навивачка група со подолга традиција имаат големо искуство во одржување на надпревари со висок ризик. Се сложија со полицијата дека подобро е на трибината да има редари отколку полициски службеници и истакнаа дека секогаш ќе настојуваат да го поддржуваат Осогово како клуб и како традиција со нераскинлива врска од долги години. Најавија организирање на неколку надпревари по повод 90 годишнината од фудбалскиот клуб Осогово. Ваквите состаноци се од голема корист за фудбалскиот клуб и во целост ги поддржуваат, рече на состанокот претседателот на клубот Бранко Богатинов, и додаде дека со скромните средства со кои располагаат ќе се потрудат да обезбедат услови за нормално одвивање на фудбалските надпревари. Се напомена на состанокот дека треба да имаме редарска служба. Ние тоа ќе го сториме и го чиниме во делот кога имаме некој надпревар од висок ризик. Така да имаме редарска служба на влезот на вратата, секој посетител се претресува. Има една добра забелешка на нивната трибина, западната, треба да ја изчистиме. Тие сакат таму да бидат како навивачка група, него таму треба малку да обрнеме внимание ние како управа со комуналното јавно предпријатие Водовод, да можеме да санираме, таму има плочи, така да не дојде до некои несакани последици.
На состанокот беа разгледани и други закони, како што се Законот за спорт, каде што е предвидено изработка на регистар, во кој што ќе бидат внесени сите членови на навивачката група, а истиот треба да биде изработен од претседателството на спортскиот клуб. Беа споменати и правилниците од Фудбалскиот сојуз на Македонија, а тоа е правилникот за безбедност на фудбалските надпревари и за надпреварување на Фудбалската федерација на Македонија. Трите страни, полицијата, саимените и представниците и играчите на Осогово договорија пријателски фудбалски надпревар кој ќе има за цел да ја зајакне заедничката соработка.